Почитувани, да не беа проектите започнати и реализирани во време на ВМРО ДПМН, СДС ќе немаше што да промовира пред граѓаните. Затоа што освен ширење лаги, невистини, неработење и непотизам на широки врати, немаат што друго да прикажат пред граѓаните. Новата градинка во Основното училиште Рампо Левката, на кој што присуствуваше на отворањето Мила Царовска, е проект започнат во наше време. Истата таа градинка требаше да започне со работа во месец октомври минатата година. Но поради непознати причини, сето тоа се одолговлекуваше, веројатно заради собирање на некакви ситни политички поени. Центарот за деца со церебрална парализа ќе биде во веќе постоечки објект. Па така фалбите на Мила Царовска дека за само една година ќе отварале ваков центар, со цел да ги убеди граѓаните да гласаат за погубниот договор со Грција, паѓаат во вода. Во Европа не се оди без ниту една инвестиција. Граѓаните од општина Прилеп и околните места работат во фабриките Гентерм, ВИК, Акомпласт, изградени во наше време благодарение на тогашната влада и незината политика за привлекување на странски инвестиции. Во Европа не се оди со безидејност, без ниту еден свој проект, затоа што за да се реализира еден проект потребна е заложба и потребен е капацитет. Нешто што очигледно оваа владеачка гарнитура, како на централно така и на локално ниво, едноставно го нема. Пречистителната станица, каде што пред известно време позираа премиерот Заев, градоначалникот Јовановски и претседателот на Совет Миле Талески, и уште еден од низата на значајни проекти за градот Прилеп, кој што беше започнат во време на ВМРО ДПМН. Во Европа не се оди со 11%. Мизерни 11% реализација на капитални проекти. И наместо сега да ја замајуваат јавноста со промоција на готови проекти, обезбедени или реализирани во наше време, па редно време е да ги засукаат ракавите и да започнат со работа. Да започнат со работа на нешто свое. Нешто од многуте работи кои што ги ветуваа во предизборната кампања. Затоа што како што има пари за милионски тендери за најблиските соработници и за ново регистрирани фирми, така мора да има средства за нови проекти и инвестиции во нашиот град. Македонија се сака со напредок, со инвестициски бум, а не со некакви штетни договори со кои што се брише името, идентитетот и историјата на нашата држава. Почитувани сограѓани, затоа, за доброто на Македонија, оваа власт мора што побрзо да замине. И ве уверуваме дека на крај Македонија ќе победи. Ви благодарам.